Научниците во Институтот за национална историја утрово дочекани со известување дека од понеделник мора да го користат страничниот влез. Ова доаѓа по вчерашното интервју со професорката Катерина Тодоровска на 1 ТВ, во кое таа зборуваше за неадекватноста и непристапноста до таа врата. Страничниот влез е предвиден за научниците, откако зградата на Државниот архив е подарена на обвинителството, кое во иднина ќе спроведува осомничени лица низ главната врата на наменската зграда на архивот. Страничниот влез всушност е една канцеларија која што некое умно челјаде решило да ја пренамени во влез. Меѓутоа проблемот што е? Проблемот е што тој влез се наоѓа од сосем затворена страна на зградата, таму каде што во основа нема ни табла каде да ставите. Значи нема ни надпис каде да ставите дека тука вам ви е Институтот за национална историја. Зборувам за највисоката научна институција од областа на историјата. За научниците кои остануваат во архивската зграда, ваквиот потек е понижувачки за научната јавност и за научно-истражувачката дејност во земјава. Знаете кое понижување ќе биде сега, кога ние ќе славиме 70 години од основањето, 70 години зборувам, од основањето на Институт за национална историја. Ќе имаме голем светски конгрес и ние нашите гости ќе ги внесуваме преку тоа мало прозорче, повеќе е прозорче од колку врата, меѓутоа оние кои што ќе бидат осудувани или испрашувани, влегуваат од главната врата на главниот влез на главната зграда, на зграда која што е градена за Институтот и за архивот. Знаете кој парадокс е тоа? И додека научната јавност и архивистите се уште водат борба за враќање на архивот, градежните прилагодувања за обвинителството привршуваат. Надеж се уште има, велат вработените во архивот, бидејќи одлуката за изградба на нов објект се уште не е потпишана од премиерот и објавена во службен весник. Архивистите гласно апелираат дека на националното богатство му се заканува уништување, доколку не биде вратено во наменската зграда.